Од вчера напладне спуштена е рампата на патот што води кон Русино кај Гостивар. Граѓаните не дозволуваат носење на ѓубре на така наречената депонија. Камионите со отпад кои доаѓаат не се пропуштаат да поминуваат, туку се враќаат назад. Од граѓанската иницијатива Стоп Русино, чист воздух за Гостивар, како организатори, најавија дека блокадата ќе трае 10 дена, со непрекинато дежурство од 24 часа. Додека не им се исполнат неколку главни барања, нема да дозволат пристап ни за возилата со смет од Гостиварски комуналец. Нашите барања се следни: да се прекине палењето на џубриштето, да се затрупува редовно, да се стави видео надзор за тоа што нема и обезбедувањето работи 24 сата, а не само 8 сата. Тие се барања. Кога тие барања ќе ги исполни и барање да поднесе до владата за помош, дали до армијата, до кого сака до општината понесе барања за помош. Кога ќе ги исполнат овие барања, возилата од Гостивар ќе бидат пропуштени, само возилата од Гостивар, а за другите возила не пропуштаме, додека не се најде нова локација. Русино не го даваме. Од комуналец Гостивар пак велат дека немаат алтернатива и отпадот мора да го транспортираат на Русино. Бараат граѓаните да ја кренат рампата за нивните камиони. Значи, гостиварскиот смет ние го менаџираме без никаков проблем. Првиот чекор ние го направивме, значи од другите градови нема да има смети. За ова ние ги поддржаваме граѓанската иницијатива. И сите ние сакаме да имаме една современа депонија со сите европски стандарди. Ние сме за ова. Значи, фактички додека немаме таква депонија, ние сметот на Гостивар и гостиварчани мора горе да го носиме, нема кај да го носиме во град. Замислете 2 дена да не работиме, ние што ќе се случи во град. Фактички ова ние го бараме. Над 200 гостиварци ја поддржаа блокадата во првиот ден. Дежурна екипа во импровизираниот камп со шатори остана преку вечерта. Голема поддршка дојде од жителите на Гостиварска Бањица и другите околни села, кои велат дека се најпогодени од Русино. Пред неколку години бањичаните исто блокиравме, многу проблеми ни направија, ни забранија, али сега ќе одиме до крај. Мора да се реши за наши деца, за наши внуци, да имаат нормален живот, нормална природа и нормален чист воздух. Ова што се прави со години што фрлеа од другите општини, ќе рачунаме колку години имаат фрлено, па сега нека примат нашите џубришта таму. Значи размена да правиме. Селото наше е на 1,5 километар од тука. Катастрофа, река исушена, катран тече, полето уништено лево и десно, пошто ние граничиме со Бањиците и горе, ова е Бистра, подножјето на Бистра е ова. И најголемите катастрофи ги трпиме ние. Помош на граѓанските активисти во текот на првиот ден од блокадата дадоа фирми и поединци со храна, пијалоци и слично. На блокадата се внимава да се почитуваат мерките за заштита против корона. Присутни се полициски службеници кои го обезбедуваат јавниот ред и мир. Граѓанската иницијатива Стоп Русино, чист воздух за Гостивар, доби поддршка од повеќе здруженија кои се активни на полето на заштита на животната средина, меѓу кои и Екогерила Тетово.